Добар ден, ги гледате пладневните вести на Канал Плюс. Еве што денес подготвивме за вас. Продолжува реконструкцијата на водоводната мрежа во најголемото село во општина Виница. Околу 5 километри водоводна мрежа е обновена во Блатец. Игри без граници има од утринава децата од градинката Астиво во Штип. Се одбележува неделата на детето. Во Тирана каменува на автобусот што ги превезува српските репрезентативци. Претседателот на Фудбалскиот сојуз со остра реакција и најава за можно одлагање на надпреварот. За околу половина час во Пробишти почнува првата форумска сесија на која граѓаните, организациите и издруженијата имаат можност да се запознаат со буџетските приходни и расходни ставки. Првата форумска сесија е информативна, пошто ќе следат сесии за креирање на буџетот на општина Пробишти. На следниве форумски сесии граѓаните ќе имаат можност да предлагаат проекти, каде што по пат на гласање и рангирање на истите, тие ќе бидат внесени во годишните програми на општината за 2016 година и ќе бидат финансирани од страна на буџетот. Оваа прва сесија беше информативна со цел да ги запознаеме граѓаните како ќе течат понатаму, како ќе тече понатаму овој форумски процес. Многу е значајно што е можно повеќе граѓани, жители на општина Пробишти да бидат присутни, затоа што ќе имаат право на глас само оние граѓани кои што биле присутни на најмалку 3 форумски сесии. Денеска сме задоволни како се одржа првиот форумски процес, првата форумска сесија. Се надевам дека со исто темпо ќе продолжиме и понатаму. Имаше ли интерес? Имаше интерес, да. Ние поканивме голем број на граѓани, поканивме и председатели предсе на местни заедници, представници од местните заедници, представници од невладени организации, представници од политички партии, од позиција и опозиција, поканивме представници од бизнис секторот. Многу значајно е тоа и на наше големо задоволство што посебно од руралните местни заедници беше огромен интересот на граѓаните. Денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов е во посета на Кочани. Денес се пушта во употреба дневниот центар за деца со посебни потреби во детската градинка Павлина Велјанова. Министерот Спасов ја посети градинката во изградба во населба Оризари, а во Сдруженијето на пензионери во тек е презентација на проектот за регионалниот дом за стари лица. Новува и поставува термофасада на општинската зграда на Зрновци. Зафатот чини 1 милион денари. Средства кои во најголем дел се од владата на Швајцарската конфедерација преку проектот Енергетска ефикасност. Нов модерен лик ќе добие општинската зграда на општина Зрновци. Во тек е поставувањето на термофасадата и минувањето на старите прозорци со нови. Целта на овој проект е заштеда на потрошувачката на електричната енергија. Преку проектот заштеда на природата, реновирани се и дел од внатрешните простори на локалната самоуправа. Средствата за реализација на овој проект од секретаријатот на владата на Швајцарската конфедерација преку проектот Енергетска ефикасност. Целата инвестиција на проектот за замена на прозорците и промена на фасадата изнесува 1 милион денари, во кој општината учествува со 200.000 денари. Од мај до почетокот на октомври годинава, општина Штип инвестираше над 83,8 милиони денари или над 1,3 милиони евра. Според проценките, од асфалтирањето на патот до село Пухче во мај годинава, па се до асфалтирањето на улицата Тодор Чучков минатиот викенд, локалната самоуправа асфалтирала 28 улици. Во наредна фаза следи асфалтирање на дел од Вардарска, за што веќе се издвоени 4,4 милиони денари, а завршени се и тендерите за улици во селата Варсаково и Долани. Во тек е тендерската постапка за пат до село Суво Грло.
Продолжува реконструкцијата на водоводната мрежа во село Блатец Виничко. Летото се изврши замена на 4300 метри дотраени цевки со нови, а сега се планирани уште 530 метри. Дефектите на старата водоводна мрежа во Блатец се секојдневие. Загуби на вода има во сите делови од селото каде цевките се стари речиси 5 децении. Трајно санирање на штетите е возможно само со новата линија на која се работеше во текот на летото, а продолжува и деновиве. Има загуби, има трошоци плюс на комуналното предпријатие, наместо да идеме, нели, и реконструкцијата на мрежата е фактички баш убаво што ја правиме таа реконструкција, бидејќи стално ни се јавуваат дефекти на старата азбестна мрежа и уште колку на стануваат металната мрежа. за реконструкција? Па со тоа сега, со овој вториот дел, ако нели тие 530 метри планираме да се направат овој месец пример, Да. ако времето не послужи, останува уште 2,5 километри. Во првата фаза од реконструкцијата, Министерството за транспорт и врски финансираше 8 милиони денари. Меѓутоа, жителите за дополнително приклучување до куќите треба да доплатат и дополнителни средства. Завршиме околу 4300 метри и сега продолжуваме со вториот дел од проектот во должина околу 530 метри со нов изведувач Гема Пласт Боби од Росоман. Сега овој втор дел се состои од две линии по едната линија е 150 метри, другата линија е околу 200 метри и третата линија има околу 150 метри. Значи 530 метри вкупно сега да се реконструира. Приклучувањето малку иде потешко, бидејќи некои од луѓето се слабо со финансиски средства, па ние ги авансираме, па после ќе бараме пари да си ги платат трошковите, нели, за приватните приклучоци. Водоводот во Блатец во должина од околу 8 километри граден е 1974 година, а во изминатите 15 години реконструирани се помалку од 1000 метри линија. По повод меѓународната недела на детето, децата од Астибовите градинки денес имаат игри без граници. Настанот се одржа во спортската сала Јордан Мијалков, каде утринава беше разиграно и спортски. Денес го остваруваме правото на детето за спорт и спортски активности. По повод тоа право на детето организиравме игри без граници, во кои што учество зема сите големи и средни групи во детската градинка Стибо од сите 4 клона. Има повеќе игри, како што можете да забележите, децата се пресрекни, нормално немаат надпреварувачки карактер, тие уживаат. Министрите за надворешни и за внатрешни работи Никола Поповски и Митко Чавков вечерва во Луксембург ќе присуствуваат на конференција за мигрантската рута Источен Медитеран – Западен Балкан. На конференцијата се очекува да биде донесена декларација за блиска соработка на земјите низ кои транзитираат бегалците од арапскиот свет. 3 клучни точки ќе бидат на маса за 3 дена во Луксембург, а тоа се адресирање и исправување на бегалците во однос на соседните земји на Сирија, потоа транзитни земји, Западен Балкан низ кои бегалците транзитираат во Европската Унија, и трето, меѓународната заедница да придонесе на политички план за решение на конфликтот во Сирија. 23-тиот ураган годинава, кој се приближува кон северната јапонска префектура Хокаидо, предизвика прекин на железничкиот и авионскиот сообраќај. Препорака за евакуација е испратена до околу 5000 луѓе. Поради ураганот прекинате железничкиот сообраќај на повеќе од 150 линии и откажани се 92 летови. Поради лошото време затворени се и 105 училишта. Во моментот ураганот се движи кон Хокаидо со брзина на ветерот од 35,7 метри во секунда, а утре се очекуваат поройни дождови. Сириската армија почнала голема офанзива, чија цел е преземање неколку клучни града и региони од терористичките сили. Владините сили ја подготвувале иницијативата неколку години, најавувајќи ја офанзивата. Предходно локалните медиуми објавија дека владините сили се распоредени во неколку сириски провинции во најголемата офанзива што се одвива во Хама, на 200 км северно од главниот град Дамаск. По
попладне во српската фудбалска репрезентација допатува во Тирана на квалификацијскиот надпревар за Европското првенство од 2016 година и покрај големото полициско обезбедување, неодговорни навивачи го каменува автобусот со кој се превезуваа репрезентативците на Србија од аеродромот до хотелот Шератон. Председателот на Фудбалскиот сојуз на Србија Томислав Караџич остро реагираше на вчерашниот инцидент во Тирана, каде беше каменуван автобусот што ги пренесуваше српските фудбалери. Караџич за српските медиуми изјави дека сите репрезентативци се добро и дека нема повредени, но потенцира дека по ваквиот инцидент доведено е и одигрувањето на надпреварот. На самото место пристигнал и првиот човек на полицијата во Тирана, кој на српските представници им дал гаранција дека такво нешто нема да се повтори. Репрезентацијата на Србија денеска од Тирана треба да замине за Елбасан, град оддалечен 50 километри, каде вечерот 20:45 часот ќе го игра надпреварот со Албанија во квалификациите за Европското првенство 2016 година. Екипите на Металург, Прилеп и на Работнички стигнаа до третите победи во ракометната Суперлига, откако во четвртото коло беа поуспешни од своите ривали. Металург, Работнички и Вардар Јуниор славеа на гостински терен, а единствениот домашен триумф го забележа Прилеп. Резултати на досега завршените надпревари од четвртата рунда: Металург 2, Металург 19:32, Пелистер Работнички 16:20, Велес Вардар Јуниор 17:33 и Прилеп Пролет 30:22. Последниот надпревар од четвртото коло се игра денеска меѓу Радовиш и Охрид. Ова е се во првото денешно информативно издание на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања гледате во Дневникот во 16:30 и на веб порталот Канал Плюс МК. Имајте убав ден.